Добро вечер, драги пријатели. Вечерва повторно ќе зборуваме за неделниот хороскоп, значи као минатата недела. Значи ќе зборуваме за неделниот хороскоп од 15, од 8 август до 15 август, значи за следните 7 дена. Значи као што вообичаено ќе почнеме од првиот зодијачки знак, тоа е од Овенот. Кај нив месечина ќе се движи низ нивна трета куќа во сабота и во недела. Тоа е куќа на поблиски роднини, другари, значи ќе бидат покомуникативни и може да очекувате од нив и поддршка на емотивно поле. Во понеделник, вторник и среда, емоциите ќе им бидат насочени кон домот, кон домашните, од нив може да очекувате и поголема поддршка на емотивно поле. И поголем период на емотивно поле ќе биде четврток и петок, кога месечен ќе биде во нивна пета куќа, тоа е куќа на љубов, деца, секс, хазард, игри, творештво. Кај овновите, ова е добар период кога прашаме љубов, деца, хазард, игри, творештво, значи треба да ги следат хазардните или игрите на среќа, бидејќи сонцето во нивна пета куќа и може да донесе и поголема добивка. Овновите треба да внимаваат во односот со роднините и другарите, бидејќи Марс е во нивна трета куќа и ќе бидат поагресивни во комуникациите. Бикот е вториот зодијачки знак, кај нив во сабота и недела месечина ќе биде во нивна втора куќа, тоа е куќа на пари и заработувачки, значи емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи. Во понеделник, вторник и среда ќе бидат покомуникативни и може да очекуваат поддршка од поблиските роднини и другарите на емотивно поле. Додека во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон домот и родителите и може да очекуваат поголема поддршка од домашните и родителите. Иначе, кај биковите се зголема комуникативноста и може да очекуваат поддршка од домашните, тоа е кај близнаците зголема комуникативноста, значи кај нив ќе бидат насочени овој период биковите кон домот, семејството, може да очекуваат поддршка од домашните и родителите и период поволен за работа со недвижни тргови и услуги дејности. Кај близнаците во сабота и недела месечина ќе биде во нивниот знак, ќе бидат емотивно напнети, значи во зависност како ќе се чувствуваат, така и одлуките ќе ги донесуваат. Во понеделник, вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, значи врските ќе воспоставуваат повеќе на финансиска отколку на емотивна основа и во четврток и петок може да очекуваат поддршка од роднините и другарите на емотивно поле и може ќе бидат склони кон љубовен, кратки, брзи врски. Ова е период кога може да очекуваат поддршка од роднините и другарите, комуникацијата им зголемена и може се и пократки патувања. Иначе сега Марс во нивниот знак транзитира, значи во близнаци, што значи нема да трпат подредена улога и енергијата им се враќа. Кај раковите сабота и недела не се полни на емотивно поле, бидејќи месечина ќе биде во нивна 12 куќа, тоа е куќа на потсвест, болници и затвори, ќе бидат подепресивни и може би тоа да биде и проследено со љубоморни и пасивни сцени. Во понеделник, вторник и среда ни се враќа расположението, месечен ќе транзитира низ нивниот знак, ќе бидат полни со емоции и склони кон чести промени на расположението, а дека во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон парите и материјалните работи, значи се ќе гледат низ призмата на парите.
Иначе за раковите добар период на финансиско поле. Сонцето го нема на втора куќа, тоа куќа на пари, материјални работи. Значи ќе се зголеми печалбата, добро е за вложување и инвестиции, бидејќи вложеното брзо ќе се врати. Инаку Марс ја во нивно 12-то поле треба да внимаваат на можни повреди, ќе бидат понервозни и на можни конфликти со соседи, треба да ги избегнуваат конфликтни ситуации. Кај лововите во сабота и недела месечен ќе биде во нивна 11-та куќа, тоа е куќа на пријатели, групи организации, значи може да очекуваат поголема поддршка од пријателите на емотивно поле. Во сабота и понеделник, вторник и среда не се и полни за лововите на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна 12-та куќа, тоа е куќа на подсвест, болници, затворени и пријатели. Значи, тоа е период кога ќе бидат поддепресивни и ќе бидат склони кои љубовни и пасивни сцени и расположението ќе се враќа во четврток и петок, кога месечен ќе транзитира низ нивниот знак, ќе бидат полни со емоција и склони кон чести промени расположението. Во зависност како ќе се чувствуват, така и одлуките ќе ги донесуваат. Сонцето во моментот транзитира низ нивниот знак, што значи енергијата се враќа. Многу лови ќе се најдат на прагот на многу нови почетоци. Нема да трпат подредена улога, но затоа треба да обрнат внимание во однос со пријателите и на политичките активности. Кај девиците, сабота и недела, месечен ќе транзитира кај низ нивна 10-та куќа, тоа е куќа на кариера, значи емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, кон настаните на деловно поле. Во понеделник, вторник и среда може да очекуваат помош или поддршка од пријателите на емотивно поле, а дека четврток и петок не се им полни на емотивно поле, месечен ќе биде во нивна 12-та куќа, тоа куќа на подсвест, болници, затвори, ќе бидат поддепресивни и склони кон љубовни и пасивни сцени. Овој период не е добар за девиците, бидејќи Сонцето транзитира низ нивна 12-та куќа, тоа е куќа на подсвест, болници, затвори, значи носи недостаток на енергија. И девиците треба да обрнат внимание кога прашање крејата, бидејќи Марс е во нивна 10-та куќа и може да и донесе конфликти со претпоставени колеги, но Марс во 10-та поле кажа дека и нема да трпат подредена улога. Кај терезиите во сабота и недела, месечен ќе биде во нивна 9-та куќа, тоа е куќа на подсвест, болници, 9-та куќа е куќа на оптимизам, странство, значи ќе бидат малку по-туристички, може на пократка авантура, а веќе во понеделник, вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон кариерата и работата, значи кон настаните на деловно поле, а во четврток и петок може да очекуваат поддршка од пријателите на емотивно поле. Тоа е и период кога може некој пријател да се помине во врска. Иначе овој период е поволен кај терезиите во однос на пријателите и политичките активности, бидејќи Сонцето во нивна 11-та куќа. Тоа значи ќе се отворат многу желби, ќе се отворат многу врати кои за нив беа затворени. Иначе, терезиите треба да обрнат внимание подолгите патувања и во односот на странците и личности од друга религија. Кај шкорпиите, сабота и недела не е полно на емотивно поле, месечен ќе биде во нивна 8-та куќа, тоа е куќа на блокади и пречки, полиција, значи ќе бидат неуморни, посесивни и може да очекуваат блокади и пречки на емотивно поле. Расположението или оптимизмот на емотивно поле се враќа во понеделник, вторник и среда, кога месечен ќе биде во нивна 9-та куќа, куќа на оптимизмот, а во четврток и петок ќе биде во нивна 10-та куќа, тоа е куќа на кариера, значи емоциите ќе бидат на
насочени кон работата и кариерата. Овој период за шкорпиите е одличен кој е прашен работата и кариерата, причина што сонцето транзитира нивно десната куќа и може да добијат некои ангажмани за работа зборам, полно за минување на работно место, ќе се даде можност да напредуваат. Па и полно за започнување на сопствен бизнис. Инаку, они треба да обрнат внимание кога се во прашање здравјето, како и финансиите во овој период, бидејќи Марс е во нивно поле, тоа е поле на блокади и пречки, треба да обрнат внимание во ракувањето со туѓите пари, позајмиците и кредитите. Кај стрелците сабота и недела е поволно на емотивно поле, бидејќи месечниот ќе биде во нивна седма куќа, тоа е куќа на брак, заеднички живот, популарност, јавност, значи ќе доживеат ренесанса во односот со партнерот, кај спротивниот пол ќе дојде и до зголемување на популарноста. Веќе понеделник, вторник и среда не се полни за стрелците, збориме на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивно осмо поле, тоа е поле на блокади и пречки, ќе дојде до љубовни сцени, пасивни сцени, конфликти со партнерот, чувство на сакност и така натаму. А веќе во четврток и петок расположението ќе се врати или оптимизмот на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна девета куќа и може да е пократка авантура. Кај јарците, сабота и недела, емоциите ќе бидат насочени кон работата и здравјето, кон останите на делно поле, а во понеделник, вторник и среда ќе биде ќе дојде се ренесанса во однос со партнерот и децата, ќе биде во нивна пета куќа, тоа е куќа на љубов, деца, секс, казарни игри, творештво. И во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон работата и кариерата, кон работата, така да и кариерата, кажано, така да емоциите тука ќе бидат насочени кон останите на делно поле. Иначе, овој период е добар за јарците кои во прашање долгите патувања и работа со странство, бидејќи сонце се во нивна девета куќа, тоа е куќа на долги патувања, странство, авантуризам, и работа со странство, но треба да обрнем внимание во односот со партнерот и настапите во јавноста, бидејќи и на судските спорови ако има, бидејќи Марс е во нивна седма куќа, тоа е куќа на брак, заеднички живот, партнерство и така натаму. Кај водолиите, овој период, поточно сабота и недела, поволе е на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна пета куќа, тоа е куќа на љубов, деца, секс, казани, творештво. Значи, преку децата и партнерот може да доживеат голема радост и да очекуваат поддршка на емотивно поле од партнерот и децата. Во понеделник, вторник и среда емоциите ќе бидат насочени кон работата и настаните на деловно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна шеста куќа, тоа е куќа на работа и здравје, а дека во четврток и петок може да очекуваат полни промени на емотивно поле, бидејќи месечен ќе биде во нивна седма куќа, тоа е куќа на брак, заеднички живот, популарност, јавност и така натаму. Значи, ова е период кога водолите може да очекуваат зголемување на популарноста, изголемување на желбата за заеднички живот и брак. Иначе, они треба да обрнат малку внимание токму со партнерот и децата, Марс е во нивна пета куќа, може се конфликти, но не е исклучена и пократка авантура. И останува уште еден зодијачки знак, драги пријатели, тоа се рибите. Кај ни сабота и недела месечен ќе биде во нивна четврта куќа, значи емоциите ќе бидат насочени кон домот и родителите, од домашните родителите може да очекуваат и поголема поддршка
на емотивно поле. Ало, понеделник, вторник и среда може очекуваат полни прој на емотивно поле. Сеќан ќе биде во нивна пета куќа, тоа е куќа на љубов, деца, секс, хазани, товарештво. И во четврток и петок емоциите ќе бидат насочени кон работата и здравјето, значи повеќе кон настаните на делно поле. Иначе овој е одличен период за рибите на емотивно поле, сонце во нивна пета куќа. Оствари, одличен период за работа, кај рибите, а сега е во нивно шеста куќа. Тоа е куќа на работа и здравје и се даде можност да напредуваат и нема да трпат подредена улога, но треба добро внимание кога се врашање домашните, бидејќи Марс е во четвртото поле, може да донесе проблем со родителите и домашните. Драги пријатели, ова е што се однесува до неделниот хороскоп. Инаку, оние што има желба, значи, можат да ме следат или поточно има групата Хороскоп Клинички, а тоа е, значи, со хороскоп седнаца клинички.мк. Тука имате интересни работи, освен политички анализи, имате неделен хороскоп, имате гледање на кафе, значи за занимација и сонова книга, која ќе сонувате може да проверете. И може да следат на YouTube каналот, и тука го има исто така, сега ќе видам сам каде. За момент. Тука имате видео анализи, кои може да ги следете, како и дневниот хороскоп сега исто ќе биде постиран на YouTube каналот. Драги пријатели, ова се беше за вечерва за неделниот хороскоп. Едно издивување од вас, но премногу е тоа со мајца без ракави. Значи, оние што има желба да ги следат моите видео анализи, треба на YouTube да притиснат на копчето subscribe или претплати се, или пак и можат на веб страница има многу анализи од минатите години и од ова што може да ги проверат. И што е интересно, например, кога е веб страницата во прашање, на неа можете да видите и друга работа, а тоа е дека може да прочитате на повеќе јазици, нешто ми се шекна тука, ми видите. Смотрено нешто што не треба, но тоа да не ве загрижува. Тука завршуваме со поделба на екранот. Значи, кој што ви реков, на веб страницата може да читате на повеќе јазици, моите анализи, значи тука и на македонски, албански, сите соседни земји, како и на руски и на англиски. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ, со Создателот напред. Уште еднаш ќе ти кажам, оние што има желба да ги следат моите анализи, можат на YouTube да притиснат на копчето пратати или subscribe и може да следат и на мојата веб страница, а линковите од YouTube каналот и од веб страницата ќе бидат во описот на видеото. Добар сон и убав викенд.